Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што се обидуваме над звездите и од домашната, а бога ми од регионалната естрада, да им отвориме душата, да она што се вели го разглобиме нивниот живот и кариера, да позборуваме за сите оние работи кои биле врв во нивната кариера, ама биле и дно. И во животот, и во кариерата, и во сето она што им се случувало како личности од јавниот живот. Се разбира, звезди не само естрадни, туку и политички, звезди од модниот живот, звезди од телевизијата, а денес имаме еден човек кој кариерата ја започна како вистинска естрадна звезда. Со првото нешто што го направи, а јавно го обзнани, стана мега популарен. Човекот кој по потекло е од Прилеп, ама е долги години со скопска адреса на живење. По едукација или по професија машински инженер, ако добро паметан, ама човек кој никогаш не работел на професијата. Стана познат по работата во студио, продуцирањето, ама претходно по правењето песни и по она што го обележа како пеач на една од групите кои влегуваат во аналите на македонската поп-рок историја. Не само заради тоа што своевремено продадоа тиражи за кои денес секако може да сонувам, ама сонуваа многумина и тогаш. Својата прва касета ја продадоа во 50.000 примероци и уште два пати по толку веројатно пиратите успеа да продадат. По тоа што беа мега популарни и сосема специфични, необични за тоа време, дури и претеча на некои други кои подоцна се појавија во регионот. Подоцна ја започна соло кариерата како пеач, но не задолго реши да остане зад сцената или поточно со сценото студио како еден од она што велат најплодните автори. Работеше за многу други. Во 2010 година неговата песна "Јас ја имам силата" која испеа Ѓоко Таневски, ја представуваше Македонија на Евросонг и тоа мощне, успешно. Долги години беше и уметнички директор на најпознатиот, најреномираниот македонски фестивал на забавни мелодии Макфест. Беше долги години во уќуматот, што велиме, во она што е управа на оние кои треба да ги штитат авторските права на авторите, изведувачите или, ако сакате повеќе, македонскиот ЗАМП. Хоби во животот не му е само правењето песни, повеќе многу му е професија, ама затоа хоби му е морето, или како се вели тоа, риболовот. И за приватниот, и за професионалниот живот, за се што минал од тогаш па до денес, за најсветлите, може би по некој од најтемните моменти. Кристијан Габровски, сите го знаете како Ристо Бомбата. Добре дојде. Добре те најдов. Толку? Доволно? Мислам дека малце го претера. Види, морам да го нашминкам. Се знаеме долги години, ама нека не ми забележат гледачите, ништо не нашминка всушност. Тоа си ти. Како е еден човек од кој тргна да прави алтернативна музика и беше алтернативец на почетокот на кариерата со некои прилепски бендови, меѓу кои Гарда беше најпознат и на овој скопскиот македонскиот рок-фест се представивте, на човек кој е ултра комерцијален со музика која нема врска едно со друго, нема допирни точки. Ристо Бомбата и Кучешка Тенија. Некои пресвртници се тоа во животот, како Гарда беше промашување или како? Не, апсолутно. Гарда си беше дел од моето музичко созревање. Значи и моето, и на Борче, и на Лаутон, ние заедно истите од Гарда го направивме. Ристо Бомбата и Кучешка Тенија. Така требало да биде, се случиле тие работи што се случили и ние понато појдеме. На крајот крајава човек треба да се менува. Значи не можеш да останеш истиот како што си бил на 18 години, па сега јас имам 58. Ба тогаш немаше 58. Што ти направи клик за да го погодиш, да го погодиш токму сенсот кој тоа време го бараше. Добро, работата е што немав ни 18, него тогаш имав 26. Так. Значи ние бевме тогаш веќе мање више зрели. За разлика од другите групи што во моментот таков тип не бевме само ние кои правеа таков тип на музика, имаше еден куп кои имаа можност да се представат тогаш на македонска телевизија, бидејќи таа беше
знаеш, ти беше тој дел таму. Тоа беше одскочната даска тогаш. Добро, се распадна Југославија, немаше комуникации меѓу ага, едноставно МТО правеше своји програми. За разлика од другите групи кои се представуваа тогаш и беа тоа деца од 18-19 години, ќе бевме малце поголеми вампири од по 25-6. Со поминат труд, што ви Со поминат труд, искуство. Значи сме стекнале одредена мудрост, ако може да се каже мудрост, и од таа произлезе некаква храброст, нешто да направиме, имаше во сето тоа убавина, кеф, љубов и го направивме тоа што го направивме и си дојде резултатот. Иначе она што мене ме поттикна лично тоа да го правам и да ми го представам како идеја на другите во бендот беше 91-а месечина година Ластовица кога се представи. Тоа го имам негде претходно кажа, кога се представи со првата песна со пушење, мислам дека. Секогаш ако има пушење, ако има пушење мора има ли тесна? Не, добро, беше тоа после. Значи јас се сеќавам, спремав некој испит, учев и од цело време уклучено радио, диско селектор и Драган Костич ги најавува, еве бла 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 и почнува песната и јас тежок рокер со коса 2 метара и изнервиран како ова ли е музика, ова ли е, не знам, значи не така културни зборови. Кажа, фрлив книгата и реков сега има да видите. И почнав. А така ли треба? Да, сега да видите што. Не, јас из неколку знаев тогаш, направив 2-3 такви текста со нешто мелодии и го снimив тоа на демо на касета и го пуштив на други и овие во не се кај да се зезам ова да го правиме, пуштив на мои блиски луѓе, пријатели кои што исто така строго алтернативна музика слушавме. Сите во не се спаднале, што му е на луѓето. И така тргна по полека работата. Значи тоа беше сон на секој алтернативен за еден ден да стане ултра популарен, ултра комерцијален. Не, ние воопшто ни на крај памет не ни паѓаше дека такво нешто може. Тоа така ќе заврши, да. Така ќе заврши. Него ајде да се зезам. Так. И што викаш, ако има пушење, зошто смок, тогаш смокот мора да се мота? Да, смокот се мота, мислам дека беше прва, па после ја направивме таа има ли тесна, и другите така натаму и така натаму. Спојна на хумор, хумористични текстови, луцидни, со такви, како се вели, малку урбани што со и малку неурбани. Малку прилепски сленг и сето тоа испомешано музички, значи имаше и жаровски музички. Значи рифови од Deep Purple, тапан од овие кажи ги се билетно мислам, не од YouTube. Добро, светски бендови. Од светски бендови, значи такви парчиња и сето тоа го склопувавме, ова вака, и као зезалица беше. Луѓето тоа го прифатија. Беше ли, како се вели, главниот зачин во сето тоа кокетирањето со сексот? Па не би рекол, мислам дека кокетирањето со се и се што беше тука, што се. Значи, оти сето ова смокот се мота, има ли тесна асоцирана? Текстуално да. Ама кажав јас и музичкото кокетирање, значи ти да измешаш турбо фолк со Deep Purple, све и свашта, па тука и рап згора, а рефрените детски песни. Златно Славејче мајке. И така е на турли таа се направи, а ние многу македонци да сакаме турли таа. И башка, ние бевне, како што кажав, веќе по 25-6 години, и многу бевне научени добро да слушаме, бидејќи одевме и на факултет, па таму слушавме, бевне добри дечки. И се сеќавам, првата песна званично што извадовме, тоа беше Има ли тесна? Така. И Грета од Джакова седнав на некој интервју и вика, дали знаете зошто песна ви стана хит? Појма немам. Нормално и таа вика, ради ова и ова. Тогаш еминентен новинар на екран кој беше еминентно списание. Има искуство и што знае. И ние, така ли, сега запишавте формулата, зашто е станата хит. И сите песни понатаму, значи Грета го има рецептот, така испаѓа, Грета од Жакова. Па да, значи Грета ни кажа,
Значи, ова беа такви моменти кај што ние цело време учевме. Научивме во меѓувреме дека без пари нема. Значи, мора со пари да си платиш, ако сакаш да добиеш производ кој што сметаш мора се дека е инвестира добар. за да се добие. Така. Значи, ние добивме, после таа прва песна што ја снимивме, добивме понуда во Македонско радио за нивна продукција да ни се отворени вратите, студијата, кога сакаме, колку сакаме. Тогаш беше Слободан Чашуле, директор на радио, и тој викна таму во канцеларија, рече, дечки, вас ви е ова отворено и закажете термини, дадоа 2 термини во М2 да снимаме. Што пред тоа беше мисловна именка. Мисловна именка, и ние одиме таму, не чекаат двајца еминентни наши Продуценти, продуценти, тонмајстери. нема да кажам кои се. Што се, јас додека снимав едно парче со виолина, таму, гледам Валентино Лауцот се кара нешто со нив, ми мафта, излегува ми вели. Излегувам, мајки, шајки, тука, Не може ова вака. е ова никако едно друго, и ние си заминавме. By the way, тие беа во право од гледна точка како што јас бев во право кога се изнервирав за ластовица кога ја слушнав, тие најверојатно го доживеа истиот шок како јас што го имав. Само што не сватиле дека тоа моментот го бара. Да, и сега така да ние после тоа фала им за тоа, затоа што ние научивме лекцијата нема без пари, и секој ден кога имаше таков прим, наредниот ден одевме, седувавме состанок, што правиме, од сега нема без пари. Следно беше Рап Фест, кај што имаше екран го организираше, се пријавивме и нормално имавме бесплатно снимање на 2 песни или во Соник студио или кај Роберт Саздов. Бирајте. И ние нормално одбравме кај Роберт, да одиме, веќе Роберт ја правеше ластовица. Како сврзани садови кариера. И одиме кај Роберт, се запознава, Роберт не гледа во чај, во кај него студио, кои се сега овие. Ние Роберт знаеме што значи. Без пари кажи ти, за да види како што треба, колку кошта. И Роберт ни кажа цифра, ние рековме, окей, сите работеа по 2-3 сати, ние работевме 3 дена. Така, што? И ги извадовме музика и многу се дујаш. И тргна работа. Добро. Ева каде прашам, од денешен аспект, не дека нема бендови или поединци кои на сличен начин кокетираат со музиката, со таков тип на текстови, со тоа што она што го бара времето, од Слаткар до 2 Бона и така натаму. Би можел ли да се носиш сега да кажеш сега да ви покажам ја како се прави со овие деца? Не. Дефинитивно. Значи, да останам на тоа ниво тогаш, не можеше доставно човек зреј напредокот во било шо го носат младите, не старите. Ние старите стануваме конзервативни, а младите се тие што треба да бидат полиберални, порадикални, како сакаш. Тоа сакаш да кажеш дека оваа музика е... Сега таква се бара. Јас исто конзервативно сега гледам како вие што ти избрка. Како тие што го избркале. Рекам, ама после викам, тоа ако го гледам како слушател. Како сега кога го гледам малце од другава страна како човек што е во работата, викам окей, има работи што ми се бендисуваат и на пример има едно дете Young Daddy, сега што е, Young Daddy. Или Daddy како се, не е битно, не знам многу англиски. Француски учев. Oui. И тој ми е одличен. Значи јас неколку песни негови што ги слушнав, не најдов никаква замерка во сето тоа. Зошто сега тој не е до толку експониран кога тоа е веќе друга. Зошто не е пајак? Ајде. Значи по мене тој е онак. Се му е ама тоа е мое лично мислење. Така. Пак на крај публика се прашува. 50.000 касети продадени, реков бисловна именка за тоа време. Може би биле и повеќе, значи, не беа 50. Беа, значи, ние лично, за првиот албум правиме муабет, негде 3.000 и нешто касети продадени, после Аце Сенатор, покојни го откупи мастерот, и тој продаде некои си 30.000. Значи, по мене, околу 35 е званичните. Пиратите да не правиме муабет. Вториот албум, ние го издадовме и кој се плаши од волкот лош, тогаш не растурија пирати, ние на сето тоа мислам дека 11.000 продадовме или 12, не ме земе за збор. Ама тоа се бројки кои се и за тоа време мисловна именка, камо ли за ова време. И имавме еден сингл со стрип за Нова година,
Беше беа комшивки убави Дончо и Стрипот. Колку заработивте, Кристијан? Се што заработив не се потроши. Ствар, како буквално одма се потроши сето. Заработив не да кажа, заработив, имавме нон-стоп настапи. Значи, кога почнавме, Така. кога се Прв голем концерт во Скопје, кале го Тоа е- наполнивте, значи, сега го Лепи кажам, сол па вие. тоа беше на крај на 93-та година. На почеток кога ги снимивме ние, кога го снимивме албумот, тоа беше мај месец ми се чини. Да, мај месец 93-та го завршив на албумот. И викаме сега вајда ќе да почнат да не викат по настапи. И викаме ако заработиме ние 4, тогаш марки беа, 4000 марки. Ба, тоа се пари ние. Такво нешто не сме видели. Првата недела 4000 марки. Па сега ти види. на што ги трошеше парите, инвестираше? Интересно беше во 94-та кога го направивме вториот албум и тргнавме, значи на турнеја сето тоа ние сами си го водевме, имавме фирма под наша етикета, си отворивме сето тоа, издавањето најрегуларно и имавме на графа бурек. За тие 3 месеци за бурек сме потрошиле 10.000 марки. Баја ги некој јадол. Или частеле. Што да ти кажам? Добро. Интересно беше во секој случај. Добро. Не потраја бендот долго. Зашто се распаднавте? Од страф. Јас. Од кој црни страв? Па- Ако ти оди. Па не. Дека утре така Работа- добро нема да ти оди. Работата е што, да, ние бевме горе во врвот, ама јас видов дека тоа не може да оди до бескрај. Нема вечност. И нешто нема вечност. Не е тоа јас така како што би го сакал. И едноставно се уплашив. И реков, нема повеќе. Бе, почнав нешто, сам снимив, ваму таму. Добро, тоа беше малку подоцна. Да, не. Одма Паралелно. Значи, како заврши 94-та година, ноември месец, тогаш прекинавме, јас снимив еден сингл. Имаше кавга, се скаравте ли? Не се карав, не само реков, дечки, толку е приказката, никош не сме се скарали тама работа. И ден денес ви се релациите. Да, најнормално. Се разидуваме, јас продолжив нешто сам, во меѓувреме после направив пауза да го дозавршам факултетот, имав уште 4 испити, веќе 2 години паузирав ради групата. Го завршив факултетот, дипломирав сите тие работи И никогаш не работеше како машински инженер. Не, макар што сето тоа знаење што сум го учил, сега многу ми помага во животот. Ајде мајсторлак по дома што си терам. Затоа треба занет браварски да кажеме или Добро. не. Добро. Електричарски не е битно. Не, треба малце кликер. Меѓу друго. Знаењето на математика и физика ми помага многу во животот. Зошто не работеше никогаш на струката? Затоа што се деси ова што се деси со групата. Значи јас имав од мал љубов за музика, значи прво на 7 години ми купија хармоника, почнав да свирам сам, да учам, па видов дека не ми е тоа, па ме запишаа во музичко. Никогаш дома не ти рекоа, сине, абе, остај тоа музиката, дај. Ти брај, сакаш тоа да ти кажам. Значи, после оде виолина, сам си учев на пијано кога ќе изгледаше наставникот надвор од дури бил, јас седнував, сам си подучував тие работи. На 13 години научив сам гитара да свирам, веќе ми беше лесно, оти знаев виолина да свирам. Так. Ми покажаа неколку акорди братучет ми и од тука одма, значи одма другиот ден почнав да правам песни на 13 години. Така, какви шовеа, најглупи на света, ама битно почнав да правам. Па на 15 години легов во група да свирам бас гитара, купив бас гитара, нивниот басиста заменил во војска и јас бев најмлад, директно плочите од Deep Purple, ја во живот дотоаш Мишо Ковач. Слушал на телевизија и Deep Purple, сега шо е, јас за 2 недели ги научив, почнавме да свириме. И сум се пробал и свадба да свирам еднаш, бас гитара, свирев и реков никад Ова не е за мене. не е за мене ова. Исто, како 5-16 години. Добро, Правиме. по распаѓањето на бендот тргна во соло кариера, зборувам пеачка соло кариера. Зошто не остана да бидеш до ден денес соло пеач, туку реши да завршиш во други води во кои
се разбира, успехот подоцна дојде многу. Значи, многу, иако многу, многу. снимив повеќе песни, од тие повеќе неколку стварно беа добри песни и ден се бе, Чувај ми, да. еве пак, значи тие би ги спомнал и ајде пушти срце, таа мене ми е една од најдрагите песни што си ги направил. Едноставно не сум поп пеач. Не ми лежи, јас тие песни ги имам катастрофално лошо отпеано. Јас не сум поп пеач. Не знам да пеам поп музика. Или за смешки, или за алтернатива. Да, значи, или алтернативен рок. Не знам таква експресија да дам во пеењето. Јас кога ги правам демо снимки за поп песни што ги правам на пеачи, тоа да слушниш, тоа е катастрофа. Како му пренесуваш тогаш на пеачот како да отпее или го Па оставаш? види, ако си има своја пеач од свој стил, тој одма знае колку е сатот, сигурно, а ако нема, тогаш е проблем. Тогаш е проблем. Добро, проблем е генерално и пеач што има експресија да му пренесе на пеач кој нема експресија како се пее. Добро, јас знам како треба, што треба, тоа сум го научил, сум имал мајстори од кои што сум учел и тие работи ги знам. Ама ти кажав, едноставно не ми лежи и 97-8 негде беше, после Макфест, после Чувај ми, Цај организираше од сите од учесници од Макфест, одевме низ Македонија во дискотеки и не ваму таму и на крај во Битола пеевме во дискотека Свинг. И излегуваат Џафер, Олбица, не знам едни и други. Нокаут кој беа таму се. И излегувам јас, пеам и гледам вака претходно научен со Ристово Бата, боже мој. Еуфорија. Значи, и гледам вака, гледам дека буквално нити еден во публика, не само мене, ама јас овак директно од озгоре го видов, ако гледав претходно и од страна, за другите пејачи, никој едноставно не ги гледаше пејачите. Значи, тотално беа незаинтересирани ти како да си фикус таму ставен. Као музика да свири. Да, као музика да свири. Јас се почнав да се смеам. Шо мајка бараш? Ти повеќе овде. И тогаш реши толку. Да, јас после снимив уште некои песни да се разбериме, затоа што ми дошло, значи еве пак јас снимив ајде пушти срце затоа што ми дошле вака од мене. Тие песни сум ги снимил. Ама свати дека Ама тука прекинав со толку за набина не. И почнав полека да правам песни за други пејачи. Правеше за многу македонски, многу албански, има дузина хитови излегле. Што мислиш, која ти е песна онака врв у кариерата? За овие другите, не за себе. Да. Не знам што да ти кажам. Мислиш дека е песна која е направена песниште или песна која можеби не е песниште, ама најмногу успеал? Еве еден пример по мене ќе ти кажам, да речеме Маја Вукичевиќ, која не е никаква пеачка, не знам каква, ниту е песната, не знам што, ама која е една од многу вртените. Се погодило моментот. Значи, за Маја, одма да ти кажам, таа е една од многу ретките пеачи со кои што сум работел, која што од прво разбирала се што ќе ги кажеш, и не и требало ништо, значи ни денот ни иди, слуша песната и кажувам вака, окей, пробувам, бам, снимаме. Да, таа не е велелепен вокал. Може нема глас, ама има кликер работа. Има кликер, значи се ме разбира, немој овде вака одма. За разлика од други кои што има глас, не те разбираш што му зборуваш, значи има и такви. Така да се погоди тој спој. И со неси сум имал неколку други успешни песни, ама таа беше како врв кај нас. И сите ја знаат по таа песна. Не, а за тебе, таа ли е таа песна според тебе? Не знам, таа стварно ми прави кеф. Иначе, има историја таа песна. Таа не е оригиналната верзија на песна. Таа песна беше правена по нарачка за некој друг. Одавала продукција за Каролина. За првиот албум. И направи вика песна како Дженифер Лопес тогаш излезе некоја песна, не знам која беше. И во тој стил да биде. И јас ја правам песнава и нормално не ја заде песна. Не е нормално, ама добро. Мислам, така нема везе. И си стоеше во фиока, во компјутер кај мене таа песна. Помина година и пол негде. Од тој слушам на радио, в кола, песна некоја странска. Кај ми е позната, и така неколку дена по сите радио да слушам,
да на крај почнам рефренот од таа странска песна е истата со ова што го направив за Каролина. И реков, чекај се, ако ја оставам оваа песна, јас мора да ја сменам, затоа што некој ќе каже дека јас сум ја украл од оваа странска песна, иако јас сум ја направил година и пол дена порано. Тој рефрен. Идентичен рефрен. Таа беше од еден филм музика Агли кој од Џо. Така беше. Ако ти текнува. Така. Агли кој од Џо. Истиот рефрен. Буквално. А строфите си беа мање више тие, што се. А рефренот и морав да направам мала промена во рефренот, за да поместам ваму таму и дојде ова што дојде. Па јас снимив на демо некој имав со Елена Петровска снимано за Скопски фестивал, не ја примија песната на Скопски. И после дојде со Маја Вукичевиќ на Макс. Ако допишаното е, ако е пишано ќе излезе, ако не денес утре задутре. Така да тоа е тоа со таа песна. Така. Тебе ти беше ли пишано на Евровизија 2010 со Ѓоко Танески или својски се потрудивте да заминете на Евровизија со Ѓоко Танески? Ѓоко својски се потруди да замени, а јас својски многу му помогнав да замени. Само толку има да кажам. Ќе ја откријам, јас ќе ја наговестам приказната, оние што паметат малку подолго знаат, овие нови генерации не знаат. Долго се зборуваше дека фестивалите и ден денес се зборува дека се местат фестивалите, дека победниците се знаат однапред, тогаш се гласаше со картички телевоутинг дека се купуваат, имаше афери, една година и на истата таа Евровизија имаше и апсења и полициски раци и тоа не е таа 2010-та, многу неколку години подосна е. Меѓутоа претходно одеа некои други, односно ексклузивците на само една продукција цело време одеа или барем беа почести. Да, па и таа година кога беше Ѓоко, имаше друг фаворит што треба, други фаворити беа, Ѓоко никој не го е сапеше дека ќе оди на Евровизија. И тоа му беше добра тактика на Ѓоко. Јас ми го кажа планот кој му, јас сам докажав, добро, оде само ова ти фали, да ја направивме анализа, бидејќи јас by the way години уназад приватно се занимавам со анализа на разни работи. Така. И како ги добив информација од лево од десно, викам, овој чим барал тако нешто, тој има толку купено картички, овој има толку купено, нас ни треба ваква организација. Све е легално, ништо не е легално, всушност е илегално. Како ти кажа, сите тоа го правеа, само што никој не работеше со мозок, а ние само ги собиравме информациите, ги вкрстиш по датоците и гледаш пресек, значи ова треба да го направиме, и тоа го направивме. Ти си можел секоја година на Евровизија? Не, така беше моментот, така да. Тогаш и никогаш повеќе. Јас имам силата е песната, споменавме. Да. Не помина лошо на Евровизија, без оглед на, мислам настапот на Ѓоко, ние не зборувам за пласманите. Да, пласманите не зависат од тоа кој како ќе отпее. Ѓоко е феноменален пејач и тука нема дискусија. И овој раперот Били Звер, како се каже. Чак и тој се снајде. Исто имаше приказка со тоа. Значи таа Ѓоко понуди да му направат песни, ми се јави мене, на Весна Малинова, Дарко Тасев и на Дојчин. Така. Дојчин и Весна не му направи, или 3 дена уште имаше од конкурсот, не стигна. Даре му вика, имам нешто, не знам што, мене ми вика, ми направи песна. Како не направена, песна направена, ништо. Вика, утре идам да ја слушнам. Тој како? Вика, јас седнувам, правам едно демо и тој иди кај мене во студио, слуша, вика, рефренот, строфите се добри, рефренот нечи. Добро му викам, текст имав од една песна која што Биба Додева не ја зеде, ми остана текстот. И го адаптирав на тоа. Ти си стварно цар за комбинаторики изгледа. Ја одедно по 5 прав. Ја молам Бога некој да ми одбија песна после. После 5 нови излегува. 5 нови излегува. И му викам излези, прошите врати се за пола сат. Му направив нов рефрен. Вика ова ето. И by the way, рефренот е 10 пати подобар од строфите. Сега ако ги брал не би ги направил тие строфи, ама кратко беше времето, така испадна и ми рече дека сака да има рапдел. Океј, рапдел. Значи на почеток не беше во да, само пеење. Само пеење беше, после го сметнавме. Тоа па имаше еден рапер, друг пееше кој што на ден пред генерална проба ми откажа,
Супер. Затоа што, ствари, беше на едната генерална проба, извини, и видел таму дека на Кајрон не го ставиле неговото име, Бре. и од Македонија, викам, добро дек, става другиот ден, заборавиле. Не, ајде хит, барај одавде, иди тој били цврт, не знаеше кај да влезеш, да влези. Па го уметкав, па му направив дубара во матрицата што ја дадовме да се пушти, одеше плейбек фактички на фестивалот. Како да правам? Оде и позади во репортажна кола однесов матрица. Бакшиш. А не ме бакшиш. Абе како бакшиш? Една Кока-кола и сам се знаев со луѓето. Ка нема проблем, уживај. Ја пуштија фактички плейбек со Били. Така да? Немаше време човекот да го научи. Нема кога да го научи текстот. Ја викам ти не знаеше кај да влези, после знае. Кој ќе ти дојде, викам ти само свртише со грб према камери и кој ќе почне, после свртише се, нема гајле. И така да помина, после си го научи за на Евровизија, да. Моравме таму нема плейбек. Да, таму моравме да се снајдувам. Добро. Генерално, учествуваше ли на други избори за Евровизија со песни? Учествуваше веројатно на овие домашни или не си учествува? Да, со Ноне. Така е. Врати се. И имав аранжман на Ристо Самарџиев, овде мириса на дојди до мене или овде мириса на море. Не ти е померак многу Евровизија. Па не знам, не се сеќавам нешто друго да сум правил многу. Како гледаш од тој аспект, од денешен аспект, сега заврши Евровизија пред ова година беше ужасно доше. За разлика од претходни години кога имало многу подобри. Зборуваме за музички. За музички. Затоа шоу како спектакл, значи сцената беше фантастична и сите тие работи, сценските настапи, сето тоа окей. LGBT геј парада. Што да ти кажам за тоа? Мене ништо не ми се притисува, значи некој велат тоа, некој велат мешавина на тоа и не знам и на сатанизам, трети. Да, има се приказки за мали деца, сатанизми и глупости. Директно е ова, значи промовирање на тие вредности. На новите вредности. На новите вредности, тоа е тоа. Работа, сакаш да им влезиш во играта и влезуваш, ако не сакаш, не влегуваш. И толку. И вака по тебе, која би не учествуваме неколку години поред, која би требало да учествуваме. Мислиш ли дека таков лик треба да пратиме, пел, не пел? Не пратиле. И шо? Значи треба да пратиме, ако сакаме да пратиме песна. Значи песна треба да се прати. Без оглед на тоа, дали пејачот ќе биде од новите трендови или нема, или пејачка се едно. Песна. Ништо друго. Значи песна да има, внатре да има нешто. Кеч да има зашто луѓето да се фатат. Значи одиме сега, следиме некои трендови. Не можеш ти сега да направиме песна 75. Едноставно не оди, децава не го разбираат тоа. На крају ако сакат да слушат 75-та, ќе слушат од 75-та. Музика. Еве. Черка ми си ги слуша Аба од тоа време. Така, кажи ми, од овие евровизијски песни, тоа значи дека оние наши зборувам, што имале најдобар пласман до сега на Евровизија, дека биле најпесни, песната е пресудна. Или не, пакетот? Не, пакетот е пресуден, се фатиле некој момент, фатиле нешто, се погодил. Истото, онако што кажавме со песната зборови. Значи, се погодил моментот и тоа е тоа. Нема друго. Кога сме кај песните, освен што си автор, композитор, продуцент, аранжер, текстописец, тон снимател и све што оди со едно комплетно авторство, со години беше од 2002 до 2011, добро, не грешам. 10 години. Така, на уметнички директор на Макфест е веројатно најреномираниот, најдолго траен барем фестивал, кој има континуитет, така е, во Македонија. Кажи ми, за тие 10 години се случуваше се и сешто. И сега ако направиш една паралела од тоа време и ова време, што тогаш му недостасуваше, што е сега подобро и обратно. Што сега фали, а тогаш беше добро. Ако гледам во едно субјективно, значи,
Добро, субјективно Да. мислење заради тоа што си бил субјективно субјективно, дел од, да. од приказката. Има разлика. Јас кога бев на фестивалот беше приватен. Не беше под државна капа. Не беше општински. Значи беше приватни пари беа во фестивалот. И ние на собственикот на фестивалот, тоа беше Фешпет, моравме да му испорачаме резултат за Така. тие пари. Добро. И се трудевме колку што може подобро да го направиме, значи со однос на ресурсите што ги имавме и во однос на тоа што ги имавме како пејачи, како автори, да извадиме ајде да речеме што може во моментот најдобро, за да може следната година пак работодавачот да ни даде работа. Добра, бе, и државата вајда бара резултати, Белкин. А не, да се разбериме, не. Не? Ич, тука да бидиме начист. Нема такво нешто. Добро, тоа е основната разлика. Основата, значи државата Според никогаш тебе. не, според секого, значи во било која бранша, значи без разлика кој е на власт и така дале, чим влегуваат тие резултат, значи сега изгледа можда гламурозно сето тоа, фалат песни. Значи не е ни до организаторите, не, значи сосема е друго нешто. Значи не може да го мериме тоа време, не можеме да го мериме ни времето кога јас бев со времето на почетоците на Макфест. Добро, Значи- но тогаш бил регионален, тогаш Макфест беше пејачи од ама се цела пееше- екс-Југославија. Да, ама се пееше на македонски. се разбира. Се разбери. Ама и композиторите Да. беа регионални. Да, така да. натаму. Имаше поголема конкуренција и Друго е од 20 милиона Така, избор, така. друго е избор од 2 милиона или милион и пол колку и да е. Кажи ми. сега сме ограничени и со Добро, има и нарачки, еве. има ако нарачки. Сега нема сме на ограничени конкурс, со пејачи. Реално во Македонија сега имаме ние 2-3 прави звезди, кои што не му треба ни Макфест ни ништо. 2-3 толку се. И то од зборуваш од новите или вкупно, се вкупно? Ма се вкупно, за звезди правиме му. Значи Тамара е, иако таа веќе влегува во возрастните. Ако така гледаш Калиопи, Владо, Па тие се, Тамара, па тие се. 4-5 Каролина се Па тие со се. стаж од по 2-30, а да не речем и Тие 40 се, години. од овие младиве немаат звезди. Значи имаш еден куп од младиве кои што се одлични пејачи. Не мислиш дека да речеме една не знам, Мартија Станојковиќ или една Антонија Гиговска или од овие младиве или Значи тие супер пеат, супер изгледаат, имаат супер спотови, сите тие работи. А што е недостасува на македонска естрада? Што е недостасува? Песна. Значи фалат автори, не пејачи. Мислам дека не е до авторите, него јас од моето искуство го кажам. Пејачите идат и вика сакам песна како еди кој си. И ти кажува некој Ријана, не знам, Леди Бионсе, Гага, не е Бионсе, битно. Сви сваш. И ти ми кажа, ако сака да се слуша публиката Бионсе, ти си ја слуша Бионсе, нема. Тебе не сакам така. Нема автентичност, сакаш Нема да ми автентичност. Тоа ето, значи им фалат автентични песни. И одма поминуваат. Значи никој не која песна, јас ни една песна не знам од овие новиве да запеам. Еве гледај, појди и кај што има живи свирки, но се знае кои песни се свират македонски. Старите од Маквес, стари од Скопски, Дирлада, од Кукулеле, од Дарио. И за чудо дивно нек ми слушнав и моја песна. После години. Добро, ако вака добро те разбирам, кога збориме кај автентичноста, дали за тоа, токму заради тоа, можеби нашите звезди не може да поминат Табановце заради автентичноста, дали сметаш дека ова што го прават повеќе наликува на она што се некои светски трендови кои пак овие у регионот не ги мирисаат многу повеќе, сакаат да мириса на Балкан? Знаеш како? Во Србија и Босна, да речеме, тие ни се најблиски, што ги разбираме и што, ајде по менталитет, тие го собрале тоа искуство од америчкиве и го прилагодиле на балкански стил. Сега, од кај нас овие го земат од Србија, доста го прилагодиле. Мислам,
Добро, ама многу песни од Копија на Србија, копија. од Србија се украдени од грчки мелос. Да. Тие се сосема друго. Правиме мовет не за тие што се од грчки не се украдени, купени се. Или купени Значи, се. има, Се разбира, добро. И Србите тоа си го најрегуларно Си го плаќаат, си го плаќаат, си барат. Дозвола си добиваат како? Со пари, со не пари ни на работа. Во секој случај не се Па и кај краде. бугарите слушам дел од овие. Тие по србите земаат. Така. Значи, тоа си е договорено и тука не е крадење. Ние мислиме некој краде, не е ништо тоа крадење. Тоа си е сето договорено. Да се разбереме. Токму што викаш ти, ради таа автентичност нема. Последен автентичен што беше, е Тоше. Тој си беше автентичен како пејач. Не како музика, како стил, ама како пејач. Таков пејач немаше никаде на друго место, реално, и тие го прифатија. Тој почна да пее песни кои што со автори тамошни, од Хрватска и од Србија. Мирослав Рус, Миро Така да, Бујан, така. Тончи, него овој, како се кажа, Се разбираме сега да не одиме детаљи и со тој вокал кој што реално нигде во моментот го нема таа харизма што си имаш и заради тоа ама и тој со успеа. песни од Копров и од Кире Костов на првите два албума полнеше Сава центар, да речеме, или Дом Точно, на затоа што синдикат. си беше автентичен и тие песни на Копров и на Со македонски текстови така да, песни. и тие песни на Копров и на Кире си беа автентични затоа што се тие автентични автори, тие никогаш не праја нешто, ај Леди Гага се да правиме. Можда за некој праеле, ама за тој вокал тие знаеле како да препознаат и што да направат, дека не треба да се прави таму нешто, не знам што. И го направија тоа што го направија. И затоа тој успе. Со Добро, автентичноста. Ништо друго. само заради тоа сметаше. Значи, види, тој е предуслов. Сега после треба тука туркање, менаџерски работи, сето тоа Така е. умот менаџерот го дава, тоа што сам без менаџери немаше да успее да се разбере. И Зошто Тоше е, да не речам, ајде, ако не единствениот, на секој 20, 30, 50 години се случува некој да помине границата. Некако јазикот ли е една од причините. Поданичкиот дух ли ни е една од причините, па се друго прифаќаме од надвор што ќе дојде дека е подобро, а нашето не чини. јазикот, да, ама пак е автентичноста. Ама пак, значи, ти викаш Тоше со тие 2-3 песни на македонски, тие окей, на почеток супер, имаш еден млад дечко кој што добро пее, значи автентично има 2-3 песни кои што поминале, интересни се, ама тој ако продолжеше да пее на македонски, немаше да успее. Те беше толку. Добро, и дуети со Тони Цетински, Така, со ама сето беше Антонија тоа Шола, на хрватски ги пееше. Така? Така. И тоа е тоа. Значи, ако сакаш понатаму, истото ти е тоа. Ако сакаш во Англија да одиш или на тој странски пазар, да беше македонски. Тоа можеш љубовна да прави некој етно, метно таму, како што си ги прават. И тоа да се представуваш на таков тип на фестивали. Ама синтезис или така да и одиш на тој тип на фестивали да настапуваш. Ама не е тоа, тој не е поп музика. не е поп музика. Правиме за поп музика се. Така. Половина си хрват по националност или барем имаш хрватско државјанство, имаш хрватски пасош, ама немаш правено песни за хрватски звезди. Си пробал ли некојаш? Си се обидел ли имаше. да го Обид со еден пејач кој што победи на првиот Voice шоу во Хрватска и после имаше снимено албум и сите тие работи. И тој отворено ми кажа, значи тој беше дојден во Скопје кај мене во студио, ги слушаше песните што сум правил, како може. Му се допадна сетото и после да ми каже, слушај, имаме проблем. Овде продуцентите не дозволуваат што е некој од друга држава да прави песни. Си го штитат максимално пазарот и ти значи ептен треба да имаш одав додав па некако да дојде некој да прави таму. И на крајот на криштата мене на времето Саша Драгич 96-та година јас 2 песни ми зеде и ме однесе во Белград, ме прошета како оди процесот таму и ми кажа многу просто, сакаш овде во Србија, треба да се преселиш, да го научиш јазикот. Ти зборуваш, вика српски сега, не го знаеш јазикот. Не го знаеш тој шмек. Финесите, финеси. Јас скопскиот не го научив. Години сум во Скопје. Века треба тука да си во жижата и да почнеш.
Тоа е тоа. Не можам јас, не може одавде некој таму, ако сакаш да бидеш успешен како што си овде. Ако сакаш чат пат, може и да ти помени. Значи не сум се ни потрудил понатаму нешто посебно да барам, да правам песна за некој. Така. Кажи ми, кога спомна, велиш си го штитат пазарот. Да, апсолутно. И Србија и Хрватска. Поготово Хрватска. Србија не туку, али Хрватска. Да, веројатно се и дел од Европската унија и тоа има влијание, има други закони по инакви Не, едноставно затворен ми е тој пазар, тој не сака. Свака част ти што си најдобар и сето тоа многу убаво. Бујрум дојди овде работи, плаќај овде даноци, едно друго и може. Не може од таму. Тоа го регулира државата или е став на поединци? Државата не го регулира, став на фелата. Став на фелата, а зашо тогаш фелата кај нас го нема тој став? Што нема фела. Ние сме ги чекаме со цвеќе на аеродром и со микрофон. Ние немаме фела. Нема фела. Нити пак државата сака тоа да го ако нема фела, државата може да застани да ги среди тие. Не ги средила, никогаш не ги средила, нити пак ќе бидат средени. Кога сме кај фелата и кај средувањето, спомнам во најавата, беше долги години и дел од она што се вели некаква управа на ЗАМП, а ЗАМП е, како тоа се вели, Завод за заштита на авторски и музички права на авторите, на музика, на текст, на аранжман и така натаму, во Македонија. И чувството е дека ЗАМП е институција која треба да ги штити правата, а секоја година сите се незадоволни од тоа како се распределуваат средствата од вртењето по радијата, телевизиите и воопшто оние паушали кои се плаќаат. Се зборува за разноразни криминали, за разноразен хаос кој се случува сите овие години во ЗАМП. Што е поразлично од тогаш кога беше ти... Уште сум. Се уште сум. Добро. И во моментиве кога сега е некој друг прв човек, зошто таков хаос? Што се случува? Да се разбереме, никогаш не сум бил прв. Не си бил прв, добро. Сум бил член на собрание, сум бил член на управен, сега сум пак член на собрание. Значи преку 20 и кусур години сум член на управни тела. За ЗАМП важи дека е држава од држава, никој ништо не може. Се обиде државата нешто да регулира. Прво и основно, имаме еден закон кој што... Ај вака у две реченици, три да го разглобиме, кај е проблемот? Проблемот е вака, имаме закон. Добро. Кој што не е добар и моментално треба да се веќе при крај готов е, уште во Министерство за финансии нешто требало да одобрат, за да појду во собрание да го гласат со европско знание. Кој го прави законот и Министерство за култура го прави. И тој треба да биде прилагоден на европските закони. На таа европска иницијатива, не знам како се вика, директива, не знам кој е. И пак не е до усогласен со европските. Бејќи го имам прочитано, ги имам директивите прочитано, знам, не е допрен како што треба. Тоа значи дека во Министерство не ги била, што е проблемот? Не знам. Значи, кој го не го била? Што го пишуваат днес и така. Институциите кои се задолжени понатаму тоа да го спроведуваат, да го не ги интересира. Значи, надлежно е за... Кои се тие институции? Министерство за култура. Добро. Надлежно е за спроведување на надзор, дали работите како што треба. Не ги знаат работите или не сакат да ги знаат работите. Значи, може или не знаат, или не сакат. Јас побрзо го рекол дека во второ, дека не сакат да ги знаат работите. Значи, дека некој има тесен интерес. Па може да нема друга логика нема. Не знам, јас. Имам се и се што слушам, а сега не знам таа работа. И иначе многу е лесно ако се сака да се реши. Значи, законите се тие, чак и овој ваков како што е постоечкиот, не е толку лош закон, ако се спроведува како што треба, на сите нивоа. Луѓето не знаат како еден автор ги остварува своите права, односно добива финансиски надомест за тоа што песните му ги вртат 40-50 радиостаници по Македонија, му ги вртат не знам колку телевизии, спотоите ако му ги вртат, и како се вика, му ги пеат по свадби, крштевки, секој ден свират по кафичи и така натаму. Еве сега кратко, имаш 3 вида на, да речеме, на плаќања по категории. Едните се медиуми, другите се
што ги викаат во замп паушали, тоа се Кафулиња, кафичи, кафулиња, кај што се пушта механичка музика, Добро. значи не сожива музика. Добро, и трето се Механичка свадби. музика и кабелски. Кабелските се исто паушали. А овие свадби што А свират... свадби тие се жива музика. Добро. И тие да речеме на поинаков начин. Тие што се жива музика се делат на тоа репертоарот што е даен вечерта, што е свирал и тие пари, колку и да се делат на репертоарот. Ајде просто да кажеме, што е таа вечер свирен таму. Добро. А овие од радијата постои Од радијата исто е на репертоарот што е свирен. Ама постои систем кој го тоа Ете, порано радијата и телевизиите праќале даваа листи. тие листите, шпалтите на конкретно Така, во македонска добро. телевизија што се викат, што ги дава и врз основа на тоа се исплаќаат тие пари. Сега има И компјутерски треба да има електронски систем на Така. евиденција кој што функционира или не функционира. па во основа не функционира, Што фали? фали да функционира, да се инсталира. Значи вака што фали. Се има еден нов Сите радија ли го имаат? Доаѓа ли од секој радио во секој момент која песна е ствртна? Знам дека многу радија не им дозволија да го инсталират. А во законот стои дека мора да Мора го да дозволи. стои. Замп од друга страна не потегнува прашање да тие мора да го инсталираат, иако стои во законот. И така. Значи една инер И пак се сведува на паушал на живи мајка. И после сега има некој друг софтвер кој што во закон не е опишан, а се користи. Ма окей, може да се користи за контрола. Сега како се користи понатаму не знам. За контрола или за дефинитивно Не знам. кој колку ќе добие? Не знам. Не сум во стручна служба. Аха. И кој што е одличен, by the way, имам видено, ама е одличен до кога? Ако ја ставиш песната внатре, Ќе функционира. ќе функционира. Ако не ја ставиш, исто нема да функционира. Исто како и претходниот софтвер. Ако го инсталираш и ако ги имаш песните во базата, функционира. Ако не го инсталираш софтверот, не функционира. Работата што согласно закон, тој софтвер што е опишан во законот и одобрен од Министерството за информатичко општество, се викаше, тој софтвер мораше да биде инсталиран во компјутерот на медиумот. И медиумот не дозволува или дава слаб сигнал, па се јавуваат грешки и така натаму и така натаму. И после Ако не сега, дава слаб сигнал, ќе го исклучам медиумот, пак кој ќе се го инсталира, па да сега дава јак после сигнал. тоа видео дека има таков проблем, па во законот се смени 2016 дека во тој случај ако не функционира треба да доставуваат Шпалти и па на старо и се. пак се некако се враќа. Кристијано, дова што го слушам, се испаѓа дека системот е едно решето со милион дупки во него. А види, а во основа е толку лесно решливо. Сега ти ми кажа 5 работи од кои 6, 7, 10 од кои ни една не функционира Така де. или можеш да ја правиш како сакаш, Така. како ти чини. Така де. Така. А им чини веројатно на тие што се внатре во институцијата, Не знам. кои повеќето се, да не речам сите автори. Не знам. И водата си ја водат по логика нештата на собствената воденица. Така. И сега го кажав на третиот дел, паушалите, што Добро. викам, тие треба да се распределат сразмерно на исплатата што си ја имал, значи колку си наплат, тебе ти исплатиле Добро. како автор, од медиумите. Значи, ако ти имало на медиумите се наплатиле 20 милиони денари од сите медиуми, а Добро. ти од тие медиуми, согласно тие листи што ги дале, си зел 200.000 денари, тоа ти е колку? 1%. Така, добро. 1% треба да земиш и И од од паушалот. Така е, вика закон. И по Што логика значи? нештата кој зема колку сака, кој не зема, не зема И ич. сега, значи сега работа. Што значи? Ако паушалот е 80 милиони, а ваму е 20 милиони, паушалот е 4 пати поголем. Значи ти ако си зел ваму 200.000 денари, ваму ќе земиш 800.000. Ама види, по таа логика може ни една песна на свадбава да не е свирена твоја, а највише те вртат А, на, не. на радио. Свадбите не земат од паушалите. Или не е Да. битно. Значи, во цел свет е, значи, ваквата распреднога, да се разбериме. Во цел свет е И така. пак ќе земеш најголем процент. Во цел свет е така. Значи, тие се законите припишани од Запад. Значи, не сме го измислиле ние. Во во цел свет Македонија. не знам свадби вакви дали прават со толку музики. Значи, вака, листите од свадбите се да не правиме муавет. Јас сум гледал листи, плей листи од... Си ги пишал сите своји песни, така? Тој што свири. Значи, имаш... А една има од Од свирене еден или не? колега вика, па ако ги пишеме реално сите пари во Србија. ќе одат. Па викам, ако сте ги свирил, нека одат во се... Ама тоа е веќе.
Добро, има ли чаре да се оправат работите? Има, многу е лесно. Како се во држава, се е лесно. Значи, ако сака некој да го среди, законот се пише како... Кај е клучот, кај кого е? Кај министерот за култура, кај министерството или каде е? Кај министерството, кај државата. Значи, изборот е државата. Државата. Представник на државата. Да. Ако сака државата да го среди, јас ти гарантирам, тоа се средува за... Ама државата влезе во условно борба за гради со зам пред 5, 6, 7, 8 години и не успеа. Замп успеа дури да ги изгаси радиостаниците да не пуштаат музика. Да. Така, значи е посилен и од државата. Ако... Не, тогаш... Држава на држава. Вака, тогаш имаше едни работи кои што не беше државата во право за тоа. Тогаш не беше државата во право за тоа. А за ова што го зборувам, само по закон треба да се оди, ништо друго. Значи, како пишува во законот, така, спроведи ги тие работи да видиш како ќе биде. Работата е што некој не сака да интервенира, зошто, шо, како, еве јас. Добро. Не сакам да обвинувам никого. Добро, ако така стојат работите. Ако така стојат работите. Така стојат. Зашто Знам, во држава која има антимонополски закон, зампе монопол? Зашто нема, како да речеме во многу други земји, барем уште една паралелна институција таква, или уште две и така. Во кои се тие многу земји? Не, да речеме во Канада има две. Авторски? Да. Или едната е авторска, другата е за продуцент изведувач? Јас колку знам, две авторски. Но, се едно, зошто мора да има една? Зошто јас како автор не можам да или изведувач се едно каде припаѓам, не можам да бирам као во осигурителна компанија, кај ќе си платам? Друг е проблемот. Кој е проблем? Проблем. Значи, може да има повеќе здруженија. Добро. Ама еден може да биде тој што ќе наплаќа. Ајде, како сега? Еве има. После имаме дупла тепачка. Дупла тепачка. Не. Ред, ти имаш здружение. Double trouble имаме значи, после. ти имаш здружение, јас имам здружение. Кај тебе се пола автори, кај мене се пола автори. Ако се пола лесно е него да не се 80-20. Добре, не е битно, пола. Добро. И ти како испорачуваш да му испорачаш фактура на некој медиум или на некој било што. И ти, чекај бе, јас можам едно да платам. Затоа може да бидат, ама еден треба да биде тој што ги наплатува. Па после, врз основа на тоа, кој кај си е, префрли ги парите. Например, во Хрватска... Ми мајка тешко функционира после. Ама затоа треба работите да бидат транспарентни, затоа треба да функционираат софтверите, затоа има, значи во законот се опишани работите како треба да функционираат. И тие се релативно добро напишани. Има таму некои, ти кажам, работи кои што треба да се сменат и ќе се сменат, ама работата е што не се спроведуваат. Ништо друго. А законот си е напишан. Добро. Мислиш ли дека има чаре за да тргнат работите по тебе? Сега како што стојат работи, не. Сега не. Паркирани, дигнати рачна и... Да, дигната е рачната, и тоа е ептене високо дигната е рачната и не сака никој да интервенира тука. Зошто, шо, како? Мирна бара, не таласај. Да, не знам. Иначе, лесно се решава. За да види, правиме ове како што треба. Како што треба. Ја спомна државата и оној период кога велиш не беше во право, ама тој е периодот кога државата ги субвенционираше авторите. Да. И за тоа. Супер. Ама исправно или неисправно, ја лично да речеме не се согласувам со таа логика дека треба ти давам однапред пари, па ти ќе направиш хит, знаеме дека нема да го направиш. Нема рецепт за правење хит, ќе биде или нема да биде многу како се вели субјективно прашање. Тоа е една работа, по мене малку поинаку би ги решил, направи хит па ќе ти даеме пари, ама тоа е па да видиме публиката која ќе одлучи кои биле хитови највртени, најслушани, па тие да ги добијат парите, но како и да е. Тогаш беше исто ти во срцето на таа афера дека си земал 83.000 евра, 11.000, не знам, за 110.000 11.000, колку беше тоа. Некои цифри се вртеа. Сега дека си бил најсубвенционираниот автор во државата. Како се извади од таа едноставно јамка околу вратот? Свако чудо за 3 дана чутиш те барат. Сега да ти кажам за тоа. Кога донесеа законот, ме прашаја пред донесување на законот, некој новинар, што мислиш за тоа? Реков, апсолутно такво нешто
мене како автор, ама мислам дека и на сите автори не ни е потребно. Зошто му викам? Нас ни се потребни законот за авторски права да е направен како што треба да го има, да функционира. Ние го викаме цело време закон за авторски и сродни права се работи тука. Значи тука се правата и на изведувачите, на пејачите, на свирачите, на продуцентите. Кои исто не беа задоволни, проба да си направат здружение, зам го спречи. Така. И сега, доколку то функционира како што треба, како што кажав пред малку. Што мали и големи права, така ли? Да, како што реков пред, големи се права други, тие се права на големи сцени, значи не филмска музика и така дале, не е ова со маливе права. Доколку то функционира, не ми треба мене државата да ми дава пари. Значи, ако функционира законот и ако функционираат сите тие работи што се опишани, нема потреба државен композитор. Нема потреба ни од субвенции, ни да барам од Министерство за култура проекти, ништо. Јас едноставно, ако ме бидува, работам и заработувам пари. Ако не ме бидува, одам, немам нива, копам, компир и садам. Многу е просто. Сега, кога веќе државата одлучи да дава пари, јас кога мене ме натараа за првиот конкурс неколку души. Може да дава, ама начинот на кој се дават пред или после или како? Не, јас сум за воопшто да не се дава. Се согласувам, можеби, ајде. Воопшто да не се дава. Ама кога видов дека дават, првиот пат пратив некои најбезвезни песни што можат да постојат. Значи не песни, како песни него демовци. Све што ти е за фрлање се вика, за уфјока. Не замолија луѓе, ајде да направиме, ајде. И 3 песни ми избра. И исплатија пари. Ова е сериозно, мислам некој се зеза. И фино лепо, јас како што се знам. Све што е за recycle bin. Не за recycle. Не, се знам сериозно, со сериозни пејачи да спремам песни, по 30 комада да праќам на конкурс. И сега јас сум имал на конкурсов стигнале 65 песни, значи јас води, како што ти кажав. Од тебе, од твои 30. Од мои 32. А треба да изберат не знам, 40. Треба не 40, 30-тина требаше да се изберат. Кажи кои се шансите јас да ги добивам. Па барем 15 ќе добиеш. Не може и ни една да не добиеш, ама. Не сум добил. 15 најчесто добивам. Мене целта ми беше 2 да добивам. Трета ако добијам, пуна капа. Ама 3 пати повеќе бе. Не, еднаш се деси тоа. 11, колку беа? Да, ама не ги зедов парите. Оти не платија? Не, па тоа е, ти ќе го кажеш таа афера. Дека јас сум зел толку и толку пари, пишуваше. Па по логика, ако плаќале по 3000 евра, 33.000 евра. Не, тие пари не ги зедов. Дојде ја, се смени власта, тоа беше 2016-17-18 некаде, и новиот министер излезе, кажа и заедно со еден потрчко негов што беше, нема да ги спомнувам имињата, дека сме биле ние авторите таму, како го кажа некој збор, не слуги. Тоа е Растафари беше. Така нешто, да, и со еден друг таков, со некој бог имаше име, дека сме биле некако слуги, послушници на ВМРО. Нит на ВМРО сум бил, нит на СДС, нит на никој сум бил, нит ме интересува. Таа логика, се што е во времето на еден режим, другиот го ништо. Јас едноставно дал некој можност, некој да заработи пари. Океј, ми дал можност, сум ги засукал ракавите, сум работел. Имаш еден колега мој, вика, како ти толку добиваш? Колега, ти колку праќаш на конкурс? Па 2 песни праќам. И па викам јас, па исам 30. Така да. И па процентуално можностите се тие. Можностите се тие. By the way, јас ги пратев, тогаш имаше категории, овде фалат вакви, овде толку фалат. Да, имаше. И си ги водев тие. Патриотски, родолюбиви, си водев анализа, народни. Значи цел живот, јас затоа ти кажав, мене многу факултетот што го завршив во животот ми има помогнато, затоа што знам како се решаваат проблеми. Анализа, аналитика. Ме разбираш? Јас тоа сум го научил на факултет. Како да ги прочиташ работите, како да ги поставиш на хартија и како да ги решиш. Без разлика за каков проблем се работи. Значи, по логика на нештото, ти да те бираме за следниот председател на ЗАМП. Не, справа. За да ги решиш проблемите? Си има таму кој да решава. А добро, дел си од тоа. Не. Државата треба да го реши, не ние. Ние никогаш нема да го реши. Тоа е тоа. Понека мора да го привршуваме разговоров, додека државата размислува како да го реши проблемот. Види, во моментот државата има многу поголеми проблеми. Се разбира. Мислам, секогаш имала проблеми.
Што не значи дека и ова не е проблем за решавање. Ама сетики може да се најде и мислам дека така наједноставниот начин на решавање на било кои проблеми да се определи за овој сегмент ти си задолжен реши го тој проблем. И толку. Сметаш ли дека во Министерството за култура, ја цел живот велам дека фали еден департмент за естрада, да има 2 канцеларии и 5-6 луѓе што ga разбираат работа и ќе се бават со проблемите на естрадата, естрадните уметници, авторите, ќе комуницираат со значи едноставно. Значи вака уште еднаш да повторам. Воопшто Хрватска имаше Туџман имаше Министерство за естрада. Значи вака. На почетокот. Знам. Хрватска кога се направи држава, значи кога се оддели од Југославија, нивната цел беше да ја направат држава и да ја дигнат националната свест, иако тие се имаат секогаш националната. На највисоко можно ниво. Како се прави држава? Направиш патишта, направиш спорт, кај што се дига националната свест, направиш своја култура, музика, било и тие ставени беа на пиедестал. Така, да го направиш, медиуми, телевизија, направиш така, медиуми. Прво се правише ХРТ, така. ја направија да биде врвна, Да па биде- после да биде дозволија, BBC, да. па после дозволија другите телевизии Приватни, да се да, прават, да. приватни да се прават. Кај нас за жал македонска телевизија се уништи. Иначе македонска телевизија беше топ телевизија, знаеш, ти си од тие почетоците таму си. Мислам, почетоците Од моја Македонија дел, да, кога се така, од самостави. 91. Да. Така да ние тука грешките ги направи. Па после тоа, а сега пак тврдам, не ни треба во Министерство за култура некој да ни дава пари за проекти. Апсолутно, тоа е моје мислење. Не зборам за пари проекти, зборам за луѓе кои ја разбираат естрадата и овој тип на од шоу бизнис. Многу пари се вртат Тоа е кога што види. тоа е види во што се Министерство за економија, ако е во бизнис, треба да оди. Значи фино лепо, влегуваат лиценци, не знам, Значи, даноци и така натаму. влегуваат еден куп групи пејачи од бивша Југославија свират кај нас. Па не тоа сега, тоа е. Така де, влегуваат сите, никој ништо не прави, само ќе си соберат парите, Кешарица, кешарицата за Данок нема, работна дозвола нема ништо. Правиме за милиони што се излеват. Јас би рекол милиарди за 30 години. Така. На времето во Југославија бивша, ти ако сакаш да свириш по локали, по кафичи, треба да си член на некој здружение, здружение на музичари, здружение на естрада Добро, и имавме и ние тука, Марио Липша. Така. И сега нешто направи. Ама фино лепо, ако сакаш да настапуваш во локал, треба утре може да ти дојде инспекција вечерта, дај покажи ми лиценца дали ти имаш можност да настапуваш. Ти само го прикажеш. Лиценца, платен данок, работна дозвола, странеци. Така? Таму за било кој и за домашните, истото важи. Добро. Ама- Не се исти условите, ама Не се исти условите, арно ама треба да арно ама како што знаеш сето се замижува кај нас за се. Исто како луѓе но кај мене ондека пред зградана стојат, продават луѓе пиперки и домати, не се на тезга, тие него. Тоа ти е исто. Значи се крева рачната затоа и што после ќе се случи кочани, трагедија. Па тоа е. Значи Тоа. а работите можат да се решат доколку се сака. Значи не може преку ноќ, ама ако се зафати секој за својот дел да го работи, така. сегмент, нека не биде за 1 година, нека биде за 3 години. Ама Нека до биде за еден цел мандат, не е така битно. да, така, ама до сега поминаа 30 години, така? 30 години поминаа, до сега 100 пати можевме да ги решиме било кој од работите. Некој едноставно не сака овде да има ред. Добро, сосема за крај да те прашам, малку и приватно едно-две прашања. Татко си, сопруг татко на 2 деца, големи се веќе, никогаш не тргнаа по твојот музички пат да сакаат да станат пејачи, немаат афинитети, авторство некое. Имат. Значи, двајцата завршија пијано, Бојан свиреше одлично и како заврши, значи јас повеќе не сакам да го видам. Капакот и толку. Анастазија таа не беше нешто, свиреше, ама не знам што, ама од друга страна пак таа со нејзе имам реализирано 4 песни, 2 на Макфест и 2 други песни. Значи како автор имам многу музика во нејзе. Ама таа Ама има малку желба за музика. За авторство зборам. Не, има многу. Значи јас имам во компјутер кај мене сигурно од 3-40 работи што таа си ги има направено и ми стојат како идеја, викам како ти текнуваат, мене никогаш нема такви мелодии да ми текнат. Рома не интересира. Од друга страна, па тие се многу специфични, не се за овој пазар. Не можам да ги употребам. Таа многу специфично ги пее, многу добро пее. Специфично си ги пее. Немам таков некој вокал кај нас да речем, аха,
ова е тој вокал, ајде да видам со него. И така стојат за некогаш, а не, таа нема жилба да самата. Да Во други професии се или други определба за други, добро, не помага. Мали се, мислам мала е се уште за тие работи, а не сака да се занимава така. Да биде пејачка, не, да не, биде. не, така. Тоа е тоа. И ова последно спомнав, имаш хрватска путовница, што ви рекле. Пола македонец, пола хрватски. Не заради тоа те прашувам. Да. Одиш често и на море, гледам и знам дека е така. Мераклија си да ловиш таму. Да, така, опушта. Одиме, имам друштва, одиме порано да сме Хрватска, сега одиме Грција, Так. поблиску и поевтино ни испаѓа, одиме, едриме еднаш, два пати годишно, и јас сум задолжен со јадиците да ловиме. Капетанот ме караше со години доста со тие мали рибчиња, дај, од пред 2 години го послушав, зедов од син ми, тој исто има убави Се јадици. туни фаќате, што фаќате? Такви, тунаки што би рекли. Покај се. И Поразлично и потешко е. да, ама кефе. Така. Дека е кеф и на Вардар, и на Лепене Така, се така, кеф, ама така. ама различен е системот и борбата е различна. со големите. Да, секој случај убаво, да. Битно е море гледаш плаво, имаш друштво убаво и тоа е тоа. Сосема за крај, што правиш у моментов и за кого? Моментално вчера ја завршив песната на Дарио новата. Треба на почеток Стар клиент, стар муштерија Да, што е со Дарио освободени. сме од 2013 година заедно работиме, се што има Дарио од тогаш. До сега се правевме заедно. Добро. И го завршувам Калинка фестивалот, Детскиот фестивал. детскиот фестивал во Гегелија. Останам што 2 песни да ги завршам и после се изземам мал одмор една недела дена, па да продолжам со други работи што вече. И видела со Зампот следи исплата. Овој вториот дел од исплатата. Ти благодарам што беше гостин во ништо лично. Мислам, муабетивме разни работи. И што се знае, и што не се знае. Така. Тоа е тоа. Драго Драги ми се. мои, Кристијан Гавровски алијас Ристо Бомбата, човекот и од оваа страна и од онаа страна, и на камерата, и на сцената, и на микрофонот, и на студиото. Ти благодарам уште еднаш. Ако ги задоволивме вашата љубопитност, баш ми е шинди мептен кефли, што велат. Баш ми е драго. И мислам дека е така. Кажавме работи кои сте ги слушнале, кои не сте ги слушнале, подскривме нешто што за кое допрва уште ќе се слуша, ама ајде оставиме и друга прилика. Не е ако е прв пат, не е последен. Така ли му доаѓа? Така нека виде. Ете, знаете дека ништо слично никаде на друго место како овде во Ништо лично. Благодарам уште еднаш што бевте со нас. Се гледаме за 7 дена, а вие бидите тука и така, оти друго нема.